Ви благодарам, председателке, почитувам Шајновски. Наистина, време беше вашиот извештај да дојде на дневен ред. Да бидам искрен, извештајот не се разликува со сите оние претходни извештаи за кои што велевме дека е празен. Мене ми текна на она изреката од Мето Јовановски, кофер ко кофер празен. Ова вашево извештај кој извештај празен, ништо суштина, таксативно набројување, колку има осигурителни компании, живот, не живот, ворете, еве навистина една работа само за пофалба, 23-та е остварена бруто полисирана премија во вкупен износ од 14 милиарди и така натаму, што представува раст од 12,2%, меѓутоа суштината никаде не е опфатена, односно што вие со вашата работа сте придонеле за подобрување во овој сектор кој што навистина насекаде трендовски е да се зголемува, само кај нас некако стагнира, затоа што вкупниот приход на сите осигурителни компании во Република Македонија, приход не добивка, е 230 милиони евра, а добивката е 12 милиони евра на сите заедно. Тоа е како е на добивка на комерцијална банка во еден квартал од годината. Толку. Апсолутно никаков напредок, нема зголемување на опфатот по густината на населението, не гледам нешто дека се зголемува наму кај што треба да се зголемува делот на осигурување возила, имотот се намалува и така натаму. Сметам дека суштински треба малку да се оди на едукација, на финансиска едукација и инклузија. Што направивте во тој дел? Апсолутно ништо. Вам во извештајот имате во една реченица спомнато дека сте имале некакви средби и дека тука некаде ви привршува сето она што сте го имале планирано. Би ве замолил во иднина во однос на овој дел на финансиската едукација и инклузијата да работите не малку, туку многу повеќе, затоа што со неработење во делот на финансиската едукација сите граѓани на Република Македонија страдаат. Имаме сите мали деца, имаме сите роднини пријатели кои што се на некаков прак на осамостојување, зборувам онакво генерацијско, каде што ќе дојдат 18-20 години, ниту знаат да управуваат со сопствените финансии, ниту пак имаат некаква идеја и токму затоа со немањето финансиска едукација имаме проблем, ете и со тие ТИГО, ИУТ, како и да се викаат тие кредити. Луѓето многу често посегнуваат по некои средства кои што навистина после имаат многу потешки последици. Меѓу другото, јас разговарав со неколку осигурителни компании кои што изнесоа своји ставови околу вашиот извештај, затоа што навистина сметам дека ова е нешто кое што суштински треба да се развива, затоа што и државата ќе има понатаму многу повеќе ќар од ова што сега го имаме. Тие ми нагласија неколку работи, јас се извинувам, сега ќе ви ги прочитам. Во однос на Законот за супервизија што е направено, затоа што е предвидено во 2016 година усогласување со регулативата Солвентност 2. Дали вие планирате целосно усогласување и кога? Затоа што таа се темели нели на 3 столба, првиот е заштита на потрошувачите, вториот е адекватноста на капиталот и третиот е корпоративното управување. Во делот на адекватноста на капиталот ништо не е направено, иако сме превзели одборска како држава до 2016 да го направиме тоа, па сега ги пролонгираме роковите, а самата таа адекватност на капиталот ствара и несигурност кај оние кои што се крајни корисници, затоа што не знаат дали практично овие компании ќе можат да ги исполнат обврските кои што ги имаат превземано. Дали имате акцијски план за исполнување на условите на компаниите за вториот столб, ова што сега ве прашав. Понатаму во правилниците и прирачниците вели овака требало да оставите објаснување што е постигнато со овие правилници, дали се упатства за спречување перење пари и од каде е праксата брокерите што имаат приход од над 10% во животно осигурување да ги стават во категорија директни учесници, а тоа значи дека им давате дополнителни обврски. Ефектот е што брокерите не продаваат животно осигурување, односно се откажуваат затоа што ќе имаат дополнителни административни трошоци, и дали воопшто оваа ваша одлука е во согласност, овој ваш правилник или прирачник е во согласност со некаква европска регулатива, дали некаде
во Европа и во светот се сретнува оваква пракса која што вие имате воведена. Понатаму имаат забелешка за ставовите и циркуларите. Велат дека тие кои што се проследени до индустријата, односно до компаниите, се со некакви крајни одредби каде што се заканувате со казни, меѓутоа ниту еден циркулар, ниту еден правилник нема сила на закон. Законот си има казнени одредби, меѓутоа циркуларот и ставот никогаш не може да има таква тежина. На крајот на криштата, секогаш кога ќе се констатира некаква неправилност, треба да се реагира за да се отклони, а не да се закануваме со казни, затоа што гледаме дека во пракса тоа нема никаков, не придонесува со никаков развој. Понатаму вели што ти имаат превземено по однос на валутната усогласеност поради законската обврска на компаниите да минимално 80% од вложувањата бидат во евроклаузула, односно да ги следат таквите инструменти. Знаете дека сите осигурителни компании работат во евра, не работат во денари, и ти имаат обврска да излезат на пазарот и да инвестираат онаму каде што треба да инвестираат. Меѓутоа, еве, 2024 година тековно ќе помине. Дали го имате известено Министерство за финансии за таквата обврска? Затоа што многу лесно тие можат својот капитал да го пренесат од Република Македонија во оние држави каде што се основани најчесто ете Словенија, Хрватска, Австрија и така натаму. И практично ние како држава ќе изгубиме. Теренската супервизија исто така е нагласена, што е тоа што е констатирано дека не се почитува и кој е ефектот. Вие ќе констатирате, ние не се сомневаме во вашата стручност или во способноста да констатирате неправилност, меѓутоа што е тоа што е превземено и дали има некаков ефект од утврдувањето. Затоа што многу често досега ние можеме да утврдиме и сите ова го правиме со години наназад, утврдуваме неправилности и што потоа? Потоа немаме никакво решение, не знаеме дали е нешто препратено до обвинителство, не знаеме дали е нешто препратено до ДКСК. Имаме институции кои што ни се многу битни, меѓутоа им се заврзани рацете и така натаму. Ке сумирам, она што се забелешки во делот на вашето работење од страна на компаниите е директната соработка, немањето двонасочна комуникација и она што тие го имаат како забелешки не се применува од ваша страна.